Не слушам, бе, не слушам. Што зборуваш? Имнат, изфрли го овој ајван доктор надвор. Војче, стварно ли ништо не слушаш? Абе, Имдат, со ово слушам, што ми одговара. Име мати, ова другово, ово ми го исече. Заза, мене ме слушаш ли? Слушам. Слушни ме сега. Тоа со ме мати заврши. Тоа со ме мати заврши. Заврши, Заза. Абе, со прекините слушам. Види, Заза, јас тебе не те спасив. Господ те спаси. Во тој момент, да не пукаа во обвинителката, ти сега со Джефкер ке лежеше. И што ми викаш? Да се пикнам во лука? Одново се роди, викаш? Што викаш? Имдат, оди најди ми некоја доилка. И доилка ке ти најдам, Војче. Остави бе сега доилки моилки. Не се глупирајте. Заза. Од сега јас сум ти и мајка и татко. Добро. Што сакаш од мене, Кажи ми, Кара. Тато Црни. Ке го донесеш кај мене тој побратим твој. Кого? Джемал. Како божам јас, кога излегов од организацијата, се го гледам тој Джемал. Си видел, Заза, си видел. Немој мене тука да ме лажеш сега. Зашто го спаси Джемал? Од смртта, не разбирам. Джемал нема да го утепам. Колку пати сум ја простил неговата душа. Зошто? Ете за овие денови. Со него ќе го скршам едното крило на организацијата. Джемал ќе дојде кај Кара. А колку и да има луѓе во организацијата, сите ќе ми ги донесе мене. Имдат, побарај го ме, мати синко, да дојде да ми пука во глава. Ти не го знаеш и наетот на оној Джемал. Жими се Дракула. Заза, ти нели го знаеш мојот инает? Овој свет за сите луѓе можам затвор да го направам. Што ќе кажам, тоа и ќе направите. И ти, и тој Джемал. Кажи ти, Ивко, зошто викаш? Оди фати го оној сириец. Види, со едно уво како слушне за сириецот, Читам помалку, читам малку. Пишуваното не го читам, ама кажуваното го читам. Добро. Тогаш читај ми од усните. Научи го напамет тоа што ќе ти го кажам. Затоа што сега јас нема да зборувам. Архангел ќе зборува. Джемал, кај Кара, ќе го донесеш. И не само него кај мене, туку сите негови луѓе со него топтан. Уј. Со секого зборував, Шамир. Израелците сите вратите ги затворија. Ако ги затвориле, ќе ги скршам. Ако не ја напуштиш Турција, Израел нема да те ја сапи. Нема да стои позади тебе. Нема да ти ги поддржува акциите. Ако те фатат, ќе те прогласат за предавник. Јас дојдех бе во Гвантанамо, каде беше Израел? Кажи им на тие глупаци. Ако вака продолжат да прават, нема да остане никој што ќе умре во Израел, така да знаеш. Шамир, смири се малку, одмори се. После тоа повторно ќе видиме. Јас оваа должност ја добив од Бога, не од израелската држава. Ако Бог сака да се одморам јас, ќе ме земе во рајот. Нема да ме праќа во Тел Авив.
Се распраша во разузнавањето. Нема траги. Вела дека сириецот отишол надвор од земјава. Не им здосади истото да го кажуваат. Ако ја подигнат главата и да погледнат наоколу, секаде има траги. Што ме има траги, зашто тука не маткаш? Да ве видам вас. Дали нешто се променило дека мене ме немаше? Не се променило. Како и да е, ајде следете ме. Бате, овој ни се опашни, за друго не можеме да го фатиме. Ке ни биде проблем. Како и да е, и ние ќе одиме по него. Не може да го оставиме туку така. Побарајте го ме мати и тој да дојде. Бате, не разбирам, зошто се љутиш? Како зашто се лутам? Секогаш одиш кон смртта. Бате, ти ли ми го кажуваш ова? Цел живот така живееш. Јас ниту мајка, ниту сестра имав ефенди пусат. Да имав не само оружје, ни бројаници немаше да земам. Зошто, бате? Се ожени имаш дете, ги остави ли бројаниците и оружјето? Не ги оставив, ете гледаш до каде сум. И до гробот на мамуш не можам да отидам. Кажи, Џахид. Добро, по пат ке се јавам. Отидов дека ти имам тебе. Каде отиде? Во смртта. Како и да е, после мене има кој да се грижи за мајка ми и за сестра ми. Луѓе, Ферман доаѓа. Што има во тоа? Па толку излажавме детето дека татко му умрел. Жими Бога, многу се налуди. Многу, многу. Што не изнакажа по телефон? Ајде, светло ти окце. Татко ти е жив. Срамота. Срамота е, бате. Срамота е. Што ќе правиш, синко? Ајде, тргај пред мене. Ајде. Сите убаво слушнете ме. Никој да не станува од своето место. Вие тројца надвор. И ти надвор. И ти излези. Вие двајца таму над зидот. Не се влечкај. И вие над зидот, тргај, тргај. Ти, над зидот. Вие надвор. Да, окей, ти. Надвор и ти надвор. И ти надвор, вие двајцата над зидот, ајде. Сириецот во чеджилница вали игра. Чекај. Застани во линија. Сега ви дојде Архангелот. Време е за земање души. Ама вашиот Архангел го брка сириецот. Сврти се да те видам. Кај е сириецот? Не знам, немам појма. Што прави овој? Ти, сврти се. Чекај. Што ти ова на грбот, бе, човек?
Вете, јас сум мама, од каде да знам? Каква работа имам со организацијата? Стој! Вете, шими Бога, ама сум роба носам. Руши ги раце да ги видам. И што сега? Ова е Амал. Ама или брат му е на планина, или братучет му, или некој близок негов. Нема штета ич. Наместо да се мачи, нека умре овде. Нека се спаси овдека. Доста! Покрај сувото и сировото гори. Нема да гори. Каде што сум јас нема да гори сировото покрај сувото. Ке видиш кога сировите ќе се исушат. И јас бев како тебе, па после стана ваков. Ние со сиријецот имаме работа. Што бараш од луѓево? Па како ќе го најдеш на друг начин? Ќе го најдам како што ќе го најдам. Овие луѓе каков греф имаат? Добро, а каков греф имаат луѓето што ги уби сиријецот, а? Што има во тоа уште 5 мина ако умрат? Секако некој од овие овде знае. Ако овие не знаат, некој нивен близок знае. Како и да е. Ајде, одете си. Што се случи, брат? Секаде ќе пребарате. Ако не го најдете сиријецот, кара секого што ќе го убие како вие да сте губиле. Ич не ме гледај, Абдухей. Јас направи што требаше. Па и во право е. Не можете да најдете еден сириец. Боже, боже. Од каде излезе да се прислушкува беј ефенди? Како беј ефенди? Мене ме маткаш? Чиви се овие бројки? Навистина не знам. Полицајците преземале, што да правам јас? Лейла, каква врска има атентатот врз тебе со беј ефенди? Јас не сум задолжена за мојот случај. Ги истражувам тајните случувања, луѓето пукаа во мене. Значи дека сум на точната трага. Секако. Беј ефенди им се јави на организацијата и им рече пукајте на таа луда обвинителка. Ајде женско, оди дома и одмори се, земи боледување. После ќе си дојдеш. Јас ова не го потпишувам. Се плашиш ли? Не се глупирај. Јас и онака сум против прислушкување. Најдете доказ, па да ги прислушкуваме тогаш. Господине, господинот Ешев дојде. Да, нека дојде да видиме. Сабри, да ја побараме госпогето обвинителка, да ја посакаме здравие. Горе, господине. Колку години помина Ешев, како не си дошол кај нас? Ние кога доаѓаме во лице не погледнувате. Ние секојаш во очите ве гледаме, Ешреф. Затоа не сме ве погледнале во лицето. Ама и пријатели имаме, и непријатели имаме. Повели. Како ви е пензионерскиот живот, господине? Еше, дојде да ме пензионираш? Да, господине. Ако старците не сметаат на нас, тоа е грешка. Не ме терите да одам кај народот. Господине, вие си знаете. Мојот пристоен предлог е. Додека народот вас поубаво ве памти, најубаво е да не го расипате тој спомен. Ја разбрав пораката, Ешреф. Ке се консултирам со другарите. Штом ќе се консултирате, господине, да се знаете дека и кај двајцата господа ќе треба да го сторите. Ова одлука кај двајцата е важечка. Едниот ќе ме послуша, другиот нема да сака. Ама ќе зборува. Што се клањаш тука? Народ ни го бува, ти се уште господ ли го бараш бе? Што е работа? Еме, тере ти искршам. Наместо моите коски да ги кршиш, искрши ги коските на агентот Полат Алемдар.
Тоа што нарекуваш